Време е да започнеме на вистинска, македонска, обединувачка идеја. Го имаме вистинскиот човек на нашата страна, ги имаме вистинските луѓе, ја имаме најубавата земја на овој свет што може да постои. И има ли нешто по свето од тоа што треба да се одбрани? Нема. Македонија има водач, конечно. И тоа е Љубе Бошковски. Почитувани браќа и сестри, патриоти, драги граѓани на Република Македонија, ова златно-жолта боја околу нас асоцира на нашата света химна. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Во Македонија, после 20 години независност, наместо ветената преродба, ни се случи предавство во 100 чекори. Ја издадоа и ја убија демократијата. Меѓу народот посеја страв, раскол и македонски поделби. Ние, обединети за Македонија, се бориме за слобода и човечки правдини. Секој наш граѓанин треба конечно да го оствари за гарантираното право на екзистенција, на работа и слобода на мислење и изразување. Секој граѓанин треба да се чувствува почитуван и безбеден, без разлика дали е опозиционер или власт. Почитувани браќа и сестри патриоти, граѓани на Република Македонија, процесот на обединувањето на Европа и донесе просперитет, благосостојба и висок стандард во почитувањето на човековите права и економските слободи. Слобода на движење на луѓе, слобода на движење на капитал, на стока и слобода на движење на услуги се темел на кој почива Европската Унија денес. А македонската економија полека, но сигурно умира. Економската политика на владата ја води Македонија кон економска смрт. Домашното производство умира. Сиромаштијата се зголемува. Го дуплира вкупниот надворешен долг, не задолжија за нови 4,6 милиарди евра, браќа мои и сестри. Странците ја кружат Македонија. Странски инвестиции нема. Го загушија приватниот сектор, драконските казни наликуваат на рекет и изнуда. Државата драстично ги зголеми даноците. Инфлацијата и скапотијата нагло го јадат семејниот буџет, семејниот капитал. Надежта на граѓаните за подобро економско утре умира во Република Македонија. Владе мртвило и економска пропаст на нацијата. Намерно ја уништуваат нашата иднина, сакаат бескрајно да владеат, знаат дека сиромашниот народ е поробен народ. Основна цел на економската политика на Обединети за Македонија е драстично да ја намали невработеноста и сиромаштијата. Ќе престане задолжувањето, расфрлањето и перењето народни пари и владини лаги, на владини лаги и проекти. Знаеме дека немам, браќа мои и сестри, магично стапче, магични решенија, но имаме луѓе. Знаеме, имаме знаење и одлучност да ги спроведеме вистинските решенија во економијата, да го ослободиме народот од политичка и економска мизерија во која се наоѓаме. Наместо увозници на храна,
нашето земјоделие повторно ќе стане стратешка гранка која ќе извезува. Само така ќе обезбедиме бериќе за нашите млекари, тутунопроизводители, лозари и сточари. Браќа бранители, синови на Македонија, се боревте со мене за да го сочуваме македонскиот суверенитет и територијален интегритет на нашата татковина. Ве поздравувам и ве повикувам заедно, обединети за Македонија, да се избориме за вашата слобода, за вашите права. Браќа и сестри патриоти, на овие избори се решава дали ќе го одбраниме нашето уставно име Република Македонија. Ние, обединети за Македонија, јасно порачуваме: нема промена на уставното име на Република Македонија. Груевски, без да праша никој, се согласил на промена на името. И вардарци, и пиринци, и егејци, и битолчани, и прилепчани, и струмичани, и моите тетовчани, и сите други граѓани на Република Македонија ги ставил под терминот Скопје. Онака како што сакаат другите. На премиерот му звучело името Скопје многу прифатливо. И затоа, јасно и гласно, од ова место, кажувам дека Груевски, ти си предавникот на Македонија! Ти само бендисано прифати промена на името. Ти преговараше во 4 очи за нашиот јазик и за нашиот идентитет. Твоето заминување е национална битка која мора да ја извојуваме за спас на Македонија, на нашето свето име, идентитет и јазик. Браќа и сестри македонци, ми представува огромна чест да го представам слоганот на нашата кампања со која одиме кон незапирлива победа. Слобода или смрт! Почитувани граѓани на Република Македонија, слобода, пред се слобода или смрт. Политиката на Груевски ја води Македонија кон сигурна смрт на секое поле, но ние, обединети за Македонија, избираме слобода и демократија на Република Македонија. Избираме слобода за силна и просперитетна економија. Избираме слобода во борба на визии и идеи. Избираме слобода на диалог и толеранција. Избираме слобода за влез во НАТО и во Европската Унија. Избираме слобода за секој граѓанин да го оствари уставното право за слободен живот и работа. Од денес продолжуваме во секое село и град да се избориме за слободата, за нашата единствена, вечна и безсмртна Република Македонија. Да живее Македонија! Да живеат обединети за Македонија! One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I